Сега ќе погледнеме една уредена база на судски предмети со сите нивни податоци кои се внесуваат. За целта на ова презентација, јас ќе земам предмет со поголем број на клиенти. Забележувате. Имате две менија од десната страна. Десното мени, вие за да го избришете случајот, доколку сметате дека не ви е потребен. Иако не ве советуваме да го бришете, но доколку мислите дека не ви е потребен, може да го избришете. А податоците се наоѓаат во преглед или промена на податоците. Конкретниот судски предмет ги има следните податоци: бројот на предметот, датумот на креирањето, кога сте го креирале, правниот основ, опис, ова е баш краток опис кој ќе го асоцира на тој предмет, судот каде што е предметот, кој го бирате од веќе постоечки судови, внесени се сите, тип на предметот, вредност и забелешки. Во горниот десен дел имате можност да чекирате дали случајот е завршен, значи сега е завршен, или не е завршен, значи се уште е во тек. Што се однесува до пермисиите, значи дозвола за пристап до овој предмет, имаат администраторот, односно тој што е носител на кейс де јуре, во конкретниот случај во вашата канцеларија, и вработените во таа канцеларија. Тоа беше првата структура на податоците, значи основни податоци за судскиот предмет. Втората структура се инволвирани лица, физички и правни лица поврзани со случајот. Тоа се адвокати, суди, сведоци. Значи ги внесени се клиентите, забележувате, јас овде имам внесено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клиенти со нивните основни податоци. Втората структура се противниците во судскиот спор, доколку ги има. Третата структура се адвокати противници, значи застапници на вашите противници. Во четвртата структура е судијата, кој го суди предметот. Петата структура би се сведоците во постапката. Сите овие структури во посебна видео лекција се објаснети како се пополнуваат. Значи веќе се пополнети и можете да ги видите нивните основни податоци доколку ви треба за тој предмет. Следната структура се настани. Значи листа на настани и историја на случаи поврзани со случајот. Првиот настан бил на 19.4. бил состанок со клиентите. Сте барале во конкретниот случај 30 минути претходно на мејл да добиете информација дека имате состанок по овој предмет. Вториот бил на 25.4. Тоа било рочиште број 1, мора да држиме рочиште, затоа што Рајко го бара цел имот на дело и така натаму. Значи, ова е вашата забелешка која сте ја внеле. Понатаму на 5.5. сте имале фотокопирање и скенирање на документи, па сте имале повторно на 35. настан во врска со овој судски предмет, па на 11.6. на 28.6. нарачка на супервештачење, и последниот настан било рочиште број 3 на 26.7. Значи сите настани вие ги имате прегледно пред вас, за да не се размислувате колку пати до сега сте биле ангажирани во врска со овој судски предмет. Следната структура се документите поврзани со овој случај. Овде е имотен лист со целоставштина, датум кога сте го внеле, дали е заклучен, дали големина на фајлот и името на фајлот. Втор документ што сме веле бил договор за издршка, истите податоци ги имате. Третиот документ бил извод од катастар, заклучен документ. Четвртиот документ биле повторно некои документи од катастар. Петиот документ бил распоред на земјиште, изјави на инволвирани лица. И последниот документ бил слики од лице место. Забележувате, секаде ги имате истите податоци. Името на документот, датумот кога сте го креирале, дали сте го заклучиле или не документот, колкава големина е на фајлот и името на фајлот. И последната структура, најважната за вас, се фактурите. Значи, ние овде сме генерирале две фактури, една, две. На исти датум, 28.3. Ова бројче, фактурата автоматски го превзема од овој број, значи при основните податоци кои го внесувате, но
Самиот додава дека е прва фактура, втора фактура и така натаму. Датумот кога е креирана, датумот кога доспева, клиентот, сумата, износот и дали е платена или не е платена. Подолеви се ставките, значи опис на ставките и вредност. Дополнително до уредување на фактурите се објаснети во посебни лекции, значи преку ова мени, каде што може да промените нешто, да ја мапирате како платена, да ја превземете, да ја пратите до клиент или евентуално и да ја избришете доколку нема повеќе вредност. Ова беше приказ, значи, на една професионално уредена страница за судски предмет со сите негови основни податоци.